ресурси. Гледам дека имаме некои студенти, колега имам, Миле, кој ни е предавач на Академија за дигитален маркетинг, Мирко, знам дека ни е студент на графички дизајн. Добро, баш ми е драго. Никој не работи во HR? Добро, супер, тогаш ќе имаме зашто да зборуваме денес. За денес кога се размислував дали да ви покажам една презентација, обично ги почнувам часовите со презентација, меѓутоа овој пат одлучив да направам нешто поинакво, а тоа е бидејќи ние не сме во канцеларија, за жал него сме тука виртуелно, немаме табла, меѓутоа можеме да искористиме еден Word документ да ни биде како една табла за да го разглобиме она на што сакаме да се фокусираме денес. Најпрво да ви се заблагодарам на сите што сте тука денес. Во ова лето и кај мене, јас се вклучам од Мајами, кај мене е топло и кај вас е топло, меѓутоа мислам дека ќе биде еден добро поминат час во токму посветен на кариера. Јас сум Маријана, коосновач на Creative Hub. Во животот, моето работно искуство во моите 20 години, ми помина можеби токму во работа на сите HR процеси кои што треба да бидат имплементирани во една компанија. Специјалност ми е процесот на перформанс менеджмент, и тој го предавам на Академијата за човечки ресурси. Исто така сум и ментор и на забрзаната програма. За кратко ќе отворам и да ви покажам всушност и самата програма, кои елементи ги содржи и зошто е така креирана. Кога ја креиравме Академијата за човечки ресурси, прво нешто што сакав да направиме е да даваме светска диплома, и сега ќе ви објаснам зошто. Затоа што сакам моите студенти дипломата што ќе добијат да им биде признаена и во Америка, и во Македонија, и во Европа, и во Дубај, каде да работат. Всушност во новата група и имаме една студентка од Дубај, која што е запишана на третата програма на Академијата за човечки ресурси. Тоа не можеме да го направиме освен ако не акредитира некоја институција. SHRM или Society of Human Resources Professionals е глобална институција, најголема во светот во областа на човечки ресурси, со седиште во Чикаго, која што има повеќе од 230.000 членки. Со SHRM и првата акредитација ни беше пред 3 години, значи веќе 3 години сме SHRM акредитирана институција. Тоа значи дека нашата академија е признаена и е акредитирана и ние сме всушност SHRM Recertification Provider. Така што првото нешто што сакам да го кажам, ако има прашања ќе ги оставам за крај, само да ве замолам да ги запишете негде, да не ги заборавите. Меѓутоа првото нешто што сакам да го кажам, кога ја креиравме програмата, сакавме да имаме акредитирана програма. Причината е зошто. Еве сега сум во Мајами, така во Мајами исто така има други SHRM акредитирани институции. Истите тие ја признаваат и мојата диплома, односно дипломите на нашите студенти. Зошто? Бидејќи станува збор од една заедничка глобална акредитација. Така што тоа беше првата работа. А втората работа беше, и она на што најмногу би сакала да се осврнам, е зошто луѓето запишуваат на академија. Луѓето запишуваат на академија најчесто и во 89% од случаите бидејќи сакаат да променат кариера или да започнат кариера. Потребни им се брзи вештини, немаат време да губат 4 години повторно да запишуваат факултет и сакаат реални практични вештини. Да не се разбираме грешно, мајка ми и татко ми се професори на факултет, значи јас доаѓам од една фамилија на универзитетски професори и сметам дека факултетот дефинитивно неспорно игра огромна улога во креирањето на да речеме тој професионален развој на еден млад човек. Меѓутоа кога веќе си 25, 26, 30, 35 и кога веќе си во фаза во животот каде што можеби немаш 4 години или не ни сакаш да имаш 4 години да ги посветиш на некоја нова кариера, веќе имаш живот каде што работиш, имаш фамилија, значи имаш целосен план на животот, ти немаш време од 9 до 5 секој ден да ги посветиш на учење. Кога јас запишав на постдипломски студии во Монако, јас морав да земам пауза од моето работно место.
И сега таа пауза, верувајте ми, не беше лесна, значи беше стресна, зашто па можеби после тоа кога ќе се вратев немаше да имам работно место, така? И тогаш на некој начин сум земала пауза за да запишам факултет, меѓутоа ќе се вратам невработана. Значи тоа се некои стресни искуства. И сега тука доаѓаат академиите, каде што имаш реално практично искуство, при тоа не мора да се откажуваш од твоето сегашно работно место. Јас секогаш ги советувам студентите, не се откажувај додека не најдеш нова работа. Значи, академијата е така структурирана. 2 пати неделно по 2 часа, тоа е сосема доволно, значи тоа е исто како да одиш на вежбање. Дури мислам дека и повеќе време посветуваме на вежбање и на излегување отколку на академија. Значи 2 пати неделно по 2 часа е сосема доволно за ти во еден период од 7 месеци да прогресираш и да промениш кариера. Сега, значи, првиот дел е дипломата, признаена диплома, вториот дел е да креираме една програма каде што луѓето нема да треба да се откажат од нивниот животен баланс кој што го имаат во моментот, а истовремено да работат на таа нивна промена на кариера. И сега тука доаѓа третиот дел, добро, и што е после академијата. Порано беше после академијата, и сега веќе не е после академијата, сега е во текот на академијата. Creative Hub од мај месец започнавме со развој на истопристап на компаниите со креирање на надпревари за вработување. Во изминатите 90 дена имаме 35 надпревари за вработување, од кои што 6 со американски компании. На тие американски компании учествува и наши студенти од Македонија и од Косово. Сега денеска имаме еден надпревар, баш денеска после ова треба да одам да го реализираме надпреварот, и оваа позиција е in-house позиција во Мајами, така што ова е единствен кај што не можам да ги поканам студентите од другите академии, од Скопје и од Приштина. Меѓутоа, сакам да кажам дека можноста е таму. Луѓето се таму. Тоа што сакав да го снимам претходно всушност беше сакав да ви покажам како изгледаат тие надпревари за вработување. Значи сме нашле начин како да ги доведеме нашите студенти до тоа техничко интервју. Зошто? Затоа што ти на техничко интервју можеш буквално да го воодушевиш тој што треба да те вработи. Еве да земеме дека не сте дел од Creative Hub, така завршувате, не знам, можеби постдипломски или нешто било што во областа на човечки ресурси. Така е добро, окей, гледате оглас за HR администратор. Сите аплицирате, така испраќаме CV. Кои се вашите шанси да ве повикаат вас на техничко интервју? Може би еднакви на тој други што ќе аплицира. Така, може би еднакви на тие други 50 што ќе аплицираат. Меѓутоа, ние, кога правиме пристап на компаниите за да организираме надпревар за вработување, ние директно студентите ги носиме на техничко интервју. Јас не им викам на студентите пратете ми CV. Јас викам дојдете со вашето знаење, ќе има надпревар за вработување, ќе добиете задача и имате 3 до 5 дена да ја сработите и да ја испратите. Значи не е потребно вашето CV, зашто бидејќи CV-то не кажува ништо за една личност и CV-то вие може да ги имате на вистина може да се разликуваат од некој, а тоа воопшто да не биде отсликано на вашето CV. Најдобро е да ги покажете вашите вештини на дело. Ова е нешто, татко ми е музичар иначе, и нешто што го имам од него, така ми е останато во глава, кога бил на концерт во Париз и исто за постдипломски, и сега му отишол со дипломата од Факултетот за музичка уметност, и му рекле во Париз, не треба диплома, свири да видиме колку знаеш и дали доволно значиш за да се запишеш на оваа музичка академија во Париз. Значи, свири, значи покажи ги вештините, така, бидејќи за татко ми, нели, тоа е музиката, се вештините. Истото и за сите наши студенти. На надпреварите за вработување, кои што ги организираме со компаниите. Вие одите директно на техничко интервју, сега на техничко интервју зависи како вие ќе ги покажете вашите вештини. Има некој кој што тој што посветил време на учење ќе покаже вештини. Тој што не посветил време на учење нема да покаже вештини. Не можам да кажам дека од група на, не знам, 15-20 студенти дека сите 15 исто време ќе посветат. Не, некој ќе се откаже, некој ќе изгуби интерес, некој едноставно нема да се пронајде. Меѓутоа ќе има и такви кои што ќе добијат работа како менаџери на човечки ресурси. Има такви кои што ќе се вработат и додека се во текот на академијата.
Значи тоа зависи само од вас. Мојата задача, јас секогаш им викам на моите студенти, мојата задача е јас вас да ви најдам шанса за вработување. А дали вие ќе ја искористите таа задача, тоа зависи од вас. Јас тука не можам да влијам, односно на некој да му дадам вештини. Меѓутоа можам да кажам дека оно што посветил на вистина време, тоа се реални приказни кои што на вистина брзо се вработиле дури во текот на академијата. Ако ништо друго, овие надпревари за вработување само вас ќе ви дадат поголемо искуство во процесот на вработување. Аха, тука ме прашаа ова, на ова техничко интервју ме прашаа ова, ми дадоа ваков фидбек, ми дадоа таков фидбек. Ќе бидам подобар на наредното. Така се учи кога имаш шанса да се вработиш. Ако нема шанса да се вработиш, како ќе знаеш што се бара и како ќе знаеш како да се подобриш на следното интервју. Одиме па натаму. Ова се трите програми кои што ги имаме на академијата, и во првата и во втората добивате SHRM диплома, тук во втората добивате EU диплома дополнително, тука класичен сертификат. Значи предавањата се 2 пати неделно по 2 часа и во сите, значи гледате надпреварите за вработување составени во сите 3 програми. Разликата помеѓу оваа и оваа програма е EU дипломата, мега курсевите, дополнителни мега курсеви, курс за фриленс работа. Не знам дали имавте шанса да го гледате подкастот на NextGen со нашиот предавач Давор, кој што го држи курсот за фриленс работа. На самиот курс кој што го држеше, една студентка, Деана Савески, доби работа, односно доби понуда за работа на Upwork, значи на самиот, буквално на самата работилница. Курсот за фриленс работа е буквална работилница, значи правите профил и почнувате да аплицирате со тоа што ги следите насоките од нашите продавачи. Ако не сте го изгледале подкастот, тогаш ќе ви го ставам, кога ќе завршиме со ова, ќе ви го ставам подкастот во чат, така што слободно изгледате го подкастот и ќе може да се запознаете со продавачот кој што го држи овој курс. И имаме трета програма, која што всушност има 2 академии. Ова порано се нарекуваше забрзана програма или Академија плюс работа, бидејќи да бидам искрена, луѓето кои што беа на оваа програма, имаме една студентка, Анила Алиу, она беше дел на оваа програма. Во 6-тиот месец ми се јави од една компанија од Америка, седиште во Македонија, потребен ни е менаџер на човечки ресурси, кој ќе го препорачаш. Нормално ќе ги препорачам студентите од забрзаната програма, бидејќи имаат најголеми вештини. И Нила буквално беше на 3 интервјуа за работа. Имаме и следен подкаст со неа, така што ќе можете да слушнете низината приказна. И ја доби работата. Значи, дали е возможно некој да работи како менаџер на човечки ресурси по академија? Да, возможно е. Еве реален пример. Значи, во ова имате плюс 50 менторски сесии, овие се со мене и заедно со моите колеги. Ова е еден вид на level up. Значи, едно е да имаш идејата да ти биде да работиш како HR администратор, а друго е да сакаш да бидеш менаџер на човечки ресурси. Има разлика во вештините, има разлика во процесите, има разлика во се она што еден менаџер треба да го знае. Од employer branding. Employer brandingот не е ништо друго освен маркетинг. Маркетинг во HR. Можеме слободно така да го кажеме employer brandingот, бидејќи што прави employer brandingот? Employer brandingот има за цел да изгради една слика на компанијата и на вработените во компанијата како едно позитивно место за работа. Така, значи ако јас изградам една позитивна слика за мојата компанија, за моите колеги, и други ќе сакаат да работат тука. Така, значи employer brandingот влија позитивно зошто? Најпрво ги крати трошоците за регрутација. Ако вие имате позитивна слика за компанијата и луѓето што работат таму сакаат да работат таму, па зарем други нема да сакаат исто така да бидат кај вас. Моментално во Косово вработувавме нови колеги, бидејќи една од колешките се цели за Германија. Тоа беше толку, искрено ви кажам, толку ми беше тешко. Значи, станува збор за обична административна позиција. Можеби некој би рекол, па Аријана не ти е ни клучен играч таа девојка. Па не мора да биде клучен играч. Доволно е што била некој со кој што сме имале убави моменти и убава комуникација и убаво работно место во текот на сите овие 3 години. Доволно е што била дел од тимот. И самиот нема подобар employer branding од тоа што мојот тим
имаше она многу написано, вика, јас сум сега изгубена после ова, ја не знам што ќе правам после ова, затоа што јас имав толку убава работна средина, јас сега не знам, исплашена сум каде одам, дали ќе имам исто вакво работно место. Има ли подобар employer branding од тоа? Па нема. Тоа не може да го форсираш, тоа не може да го маркетираш со сила. Тоа или е чувство кое што самата компанија го креирала за вработениот, или ја и не да ја кажам напиши, нема да напише така. Зошто ја напише? Доаѓа тука затоа што има потписано договор за плата, не доаѓа затоа што ја плаќа маркетинг да направи на Creative Hub. Значи тоа се реални човечки емоции кои што не може да се изглумат. Меѓутоа employer брендингот е, пак ја кажам, ништо друго освен маркетинг за нашите позитивни работни искуства и позитивна слика за компанијата. Меѓутоа, за ние таа да маркетираме, треба прво да ја креираме. А кој треба да ја креира? Нормално, одделот за човечки ресурси. Сигурно имате слушнато многу примери на компании кои што цело време прават тимбилдинг сесии, ама луѓето не одат на тимбилдинг сесиите. Тука има зошто. Така, зошто луѓето не доаѓаат да се дружат? Зошто? Па има некоја грешка. Значи не е само ај стави го тимбилдинг или after work пијачките, нели, социјалната дружба. Мора прво да се креира тоа позитивно работно искуство, а после тоа да се отслика, луѓето сами да сакаат да го отсликаат тоа позитивно работно искуство. Позитивниот коментар нема рок на траење. Ако некој е задоволен, тој човек ќе зборува секогаш добро, тоа нема рок на траење. Исто како и негативниот, меѓутоа негативниот секогаш, нели, треба, ако имаме негативна ситуација со вработените, треба да ја изменаџираме. Ако треба да се извиниме, треба да се извиниме. Ако треба да ако сме сгрешиле, треба да ја поправиме, може да се поправи. Меѓутоа позитивното искуство, верујте ми дека нема рок на траење и има многу поголем импакт и за самата компанија долгорочно и за самиот оддел на човечки ресурси. Пак ја кажам, преку кратење на трошоци за регрутација. Зошто? Бидејќи кога вие правите маркетинг на нова работна позиција, вие трошите пари во тоа, дали на LinkedIn, дали на регрутери, дали на платформи за вработување, дали ќе земете аутсорсинг фирма, да тоа се се пари. За да стигнете до тој добар талент, не само вработа, нели, бараме таленти, бараме одлични колеги. Меѓутоа, ако сликата за компанијата е веќе одлична, ако тоа е место кај што сакам таму да работам, ако тоа е креирана перцепција кај народот дека тоа е позитивна компанија, нема да имате потреба да ги трошите тие пари. Така ќе заштедите на трошок. Зошто? Бидејќи сте вложила во позитивно работно искуство кое што ќе ви го привлече тој талент. Океј, одиме понатаму коучинг, тоа е друг предмет кој што го имаме на програмата за 2 академии. Зошто? Бидејќи можеби од, како што кажав, HR администратор не се очекува да знае коучинг, меѓутоа од HR менаџерите како се очекува. Така, бидејќи HR менаџерот е тој кој што ќе дојдат сите проблеми, сите конфликти, се ќе дојде кај HR менаџерот. И вие мора да останете смирени, мора да практикувате примери, односно тактики од самиот процес на коучинг, за да можете, нели, да ги менаџирате вработените и, нели, да креирате неконфликтни ситуации или доколку има конфликт, нели, да го решите тоа. Исто така, коучингот да го поврзаме со перформанс менеджментот. Едно е ние да направиме, да го оцениме некој според податоците кои што ги имаме, така, да му зададеме еве задача, три цели да му зададеме за овие 90 дена. Една е да направи продажба од 1000 евра, една е да има 10 нови клиенти и една е да задржи, не знам, 5 стари клиенти. Така, еве, да речеме дека овие се трите цели, човекот работи продажба. Добро. Сега, да речеме дека нема да ги постигне резултатите. Така, црно на бело ќе кажете, постигнал 900 евра направил, задржал 3 стари клиенти и ајде да речеме дека има 20 нови. Така, значи имаме некоја оценка според она што гледаме како резултат за изминатиот период. Сега, ние треба да седнеме со таа личност и да ја објасниме како, нели, како, тоест не треба да ја објасниме, тоа она веќе знае како перформирала, меѓутоа
да најдеме заедничко решение на тоа како да ги подобриме областите каде што немаме резултати. Така, и сега имате два типа. Имате некој што ќе кажа менаџер кој што каже катастрофа си, не го сакам овој, зашо бе овој ме го ставивте у тимот, или имате некој што ќе каже слушај, јас верувам дека ти можеш да успееш, јас верувам во тебе, ова е резултат, меѓутоа ова не е финален резултат, така тука сме да се подобриме заеднички, ајде кажи ми што мислиш ти дека можеме да подобриме тука, кои ти биле предизвиците, каде можам јас да ти помогнам, како, пошто јас на вистина верувам дека ти можеш да успееш и јас знам дека ти ќе успееш, сакам да ти помогнам. Значи имате два различни начини, така. Едниот кој е, значи тука е разликата од growth and fixed mindset, може би сте слушнале личностно mindset за раст. Growth mindset или личностно mindset за раст е личност која што верува дека секој може да успее, дека секој може да се подобри, дека секој може да стигне, секој може да расте. А личност со fixed mindset верува дека он е роден така и не може поише од тоа. Значи не верува дека луѓето се лимитирани. Е сега HR-от, каква личност треба да биде? Па HR-от не може да биде со fixed mindset, така, не може да биде лимитирана, ниту пак да мисли дека било кој член на тимот е со лимитиран mindset. Тоа е коучингот. Коучингот во основата е вербата, начинот на кој што ние ќе се изразиме и веруваме дека нашите луѓе можат да успеат. Тоа е многу битен дел кога ги оценуваме според перформансите. Потоа имаме тука процес на дисциплина. Значи, може да се случи на вистина да имаме луѓе кои што долго време не перформираат. Што ќе правиме с тие луѓе? Значи сме дали 1, 2, 3, 4, 5, 6 шанси. Компанијата нема за да дава неограничен број на шанси. Значи, ние мора да имаме начин како тие луѓе на еден професионален начин ќе кажеме дека ние не сме можеби соодветно работно место за вас. Можеби вашите амбиции и цели се на некое друго место каде што и вие подобро ќе перформирате и ние ќе најдеме некој кој што подобро ќе перформира на ова конкретно работно место. Тоа е просто дисциплина кој што се работи исто така во делот на две академии. Го имаме процесот на кариерен пат. Значи, зошто луѓето си одат од компанијата, многу пати си одат бидејќи им станува досадно. Тоа е реалност, им станува досадно. Бидејќи кога одреден период работиш нешто, и најчесто тоа е случај со луѓето кои што работат во банка. Бидејќи 7 години го работам овој бизнис, настојувам на вистина да се запознам со најголем број од студентите, да ги запознам и она што го гледам како податок е луѓето кои што работат на позиции како банка, како во некој да речеме или шпедиции или нешто што е административно подолг период, им станува досадно. Нема раст, нема кариерен раст. Значи компанијата, еден дел е вие може да имате најдобри плати. Ако немате стимулација за раст, ако немате предизвик за вработените, што јас треба да направам на наредно ниво и наредно ниво и наредно ниво и наредно ниво, тогаш ќе дојде ниво каде што вработените ќе речат мен ми е досадно тука, јас имам еден живот, сакам останатите 20 години од кариерата да си ги поминам во една убава работна средина, во средина каде што ќе мотивираат и тука веќе имате напуштање на работната позиција. Кој изгубил? Ако таа личност била добра, изгубила компанијата, така? Бидејќи ако ние имаме вработени кои што се одлични, меѓутоа не им стимулираме шанси за раст, ние сме тие кои што губиме. Да бидам искрена, во денешно време е многу тешко да се најде добар вработен. Навистина е многу тешко. Не станува тука збор само за вештините, станува збор за мајндсетот на вработениот, станува збор за тоа дека сака да биде дел од компанијата, тоа дека дава се на своето работно место. И ние мораме за тие луѓе да имаме некој си стимул, да имаме некоја си мотивација. И тоа е нормално преку кариерниот пат. Кога имаме на крајот на секоја академија програма за вработување и еден дел од програмата за вработување е како да одговориш прашања на интервју. И секогаш ме прашуваат, Аријана, што треба да прашам јас кога сум на интервју? Кое прашање треба јас да го поставам? Викам, прашај каков ќе ми биде кариерниот пат,
така? Значи, не, оно што луѓето прават грешка, прашуваат колкава ќе ми биде платата, при тоа не мислам дека, нели, секако ќе слушнете платата. Значи, пред да ви дадат договор за вработување, пред да ви дадат понуда за вработување, платата ќе ја слушнете. Така, тоа неспорно е дека ќе ја слушнете. Меѓутоа, поважно нешто од платата е каков ќе ми биде мене кариерниот раст. Ќе растам ли тука или ќе стагнирам? Каков ви е вашиот план за мене? И јас, верувајте ми, ја би согласила да работам и без пари. Ако знам дека оваа компанија има за мене план, ќе се докажам ако знам дека имам шанса да растам. Има многу луѓе кои што ги запознам низ текот на животот, и еве во Мајами вчера со две студентки, кои што работат во хотел и заработуваат одлично, меѓутоа, да бидам искрени, тоа не е долгорочна, не е одржливо долгорочна работа, ти да работиш келнер, немаш 40 години да работиш, 50 години, мислам, можеш, ама не е реално добро да го правиш тоа. Значи, јас сум работела келнерка на Work and Travel 2 години во Америка, одлично работно искуство, сум научила дисциплина, сум научила да служам други луѓе, понизност, така, сум научила како е да си од другата страна, да се тој што служи, и тоа искуство ми е едно од најдрагите во животот. Меѓутоа, тоа не значи дека јас после тоа сум продолжила тоа да го правам. Значи, тоа е моментално нешто. Така на млади години ти требаат пари да заработиш пари, тоа е многу добро, многу подобро него ли да седиш дома и да чекаш мајка и татко ти дадат пари. Меѓутоа, не е долгорочно и не треба да биде. Не треба да биде кога има толку шанси за раст на кариера. И го викам зошто, викам ова не е одржливо. Едната дури девојка живее во истата зграда со мене, вика Паријана, јас имам скап живот, јас не можам да почнам сега во некоја компанија да почнам за помалце пари, па после тоа да чекам да растам. И ја викам, да, ама ти сега ќе почнеш со некоја си така почетна плата. Меѓутоа за 1, 2, 3, за 5 години од сега колку пари ќе зимаш? Така многу повеќе од тоа што сега го зимаш во моментот. Всушност ти си тука, не сакаш да дојдеш тука за да бидеш тука. Значи, мора од нешто во животот, мора од некаде да се почне. Можеби во областа на хотелиерската индустрија имаш искуство, 10-12 години, меѓутоа во областа на човечки ресурси немаш никакво искуство. И сега, ако сакаш да бидеш тука, мора да, нели, 1 чекор назад, 2 напред. Меѓутоа, тоа е мајндсет, така, тоа е избор. Јас можам само да дадам сугестија, не можам на никој да му го да направам одлуки за никој. Сега, што имаме друго? Во ова имам исто така развој на жени лидери, нешто што многу ми се допаѓа, не имам и академија за жени лидери. Значи, во самиот дел на две академии имаме и 10 часа програма развој на жени лидери, како да ги развиеме идните лидери во компанијата. Имаме посебен модул лидерство, кој што е генерално се креира на плани на презентации. Буквално вие ги правите планот и презентациите и вие презентирате. Значи не јас ќе ви презентирам, вие слушате, окей, слушам, туку буквално самите студенти се апсолутно вклучени. Имаме деловна комуникација, бидејќи сметам дека е многу значен овој предмет. За жал, во нашите основни школи ние не сме имале предмет деловна комуникација, имаме предмет македонски јазик, меѓутоа мислам дека од голямо значење да се научи бизнис комуникација, особено ако сакаш да бидеш менаџер на човечки ресурси или било каков менаџер. HR Balance Scorecard, тоа се всушност KPIs или начините на кои што го мериме учинокот на HR-ите, и презентацијски вештини и предметот AI plus HR, односно употреба на ChatGPT, особено значен предмет за да знаете како всушност да знаете како да проверите доколку некој прашањата ги одговара на со користење на OpenAI. Сега, ова се модулите од основната програма, ова е колегата Давор, он беше едно визитинг предавање, па го ставивме како слика. Значи, правни аспекти, зашто мора да се почне, мора да ги знаеме основите на како да вработиме некои, нели, кои се законите во нашата земја по основ на тоа прашање. Перформанс менеджмент е модулот каде што поставуваме цели, ги мериме тие цели и правиме план што понатаму, така план за развој.
Финансиски аспекти на човечките ресурси, employee engagement е предмет кој што е фокусиран на ангажираност на вработените. Рековме, може да организираме team building сесии, никој да не дојде, значи затоа мора да научиме како да ги ангажираме или како да се чувствуваат ангажирани вработените. Тренинг и развој на вработени, особено значајно, креирање на тренинг програми. Од HR не може да дојде во компанија да рече јас не знам како да креирам тренинг програма. Во најмала рака треба да знае како да постави систем за тренинг, па макар и да најде тренери од надвор. Onboarding, People Analytics, многу интересен предмет People Analytics, многу им се допаѓа на студентите. Нешто ново, HR Business Partner, кој што го введовме од минатата група, и финалниот предмет е HR стратегија. Всушност, на крајот, кога ќе завршите вашиот финален проект, на крајот на академијата е креирање на една HR стратегија, која што е буквално форма на семинарска работа, и тука треба да ги ставите сите аспекти на од она што сте го научиле во текот на програмата. Оваа година имавме многу интересни презентации во Кинотека на Македонија и навистина беше една убаво сумирана стратегија по избор на студентите. Сега нешто што го воведовме ново и што сметам дека е значајно е соработката со Flashworks. Flashworks е компанија која што е всушност HR менеджмент софтвер. И беше многу интересно, ни се јавија пред неколку дена од Зегин, ни бараат некој студент, зошто? Затоа што нашите студенти го учеле, всушност имале пристап до Flashworks софтверот, Flashworks ни е стратешки партнер, и бара некој кој што знае да работи на софтверот. Така што имате дополнителна вештина со тоа што веќе ќе знаете да работите на софтверот. Flashworks им дава на студентите демо верзија, значи буквално како да сте платиле да го користите и може да креирате акаунти, да ставате, едноставно да вежбате, да видите како изгледа самиот софтвер. Нешто што направи поразлични од другите е курсот за напредна регрутација, кој што е 2 месеци, месец и пол, и се учи на вистина детална регрутација. Значи, од истражување на пазар, процес на сорсинг, на скрининг, headhunting, interviewing, making job offers, значи самиот дел на правење на работни понуди, разговарање со кандидатите, затварање на кандидатите, процесот на IT регрутација и процесот на C-level или луѓе кои што се на некои извршни позиции. Овој мега курс, зашто го ставивме, ќе ви кажам зашто. Имате многу работни позиции кои што се за регрутери и бараат регрутери. И кога ќе оди на некој на интервју, овие работи ги бара. Значи, кога ја креиравме програмата, буквално земавме предавачи, односно давар, кој што 10 години работи регрутација, всушност самата фриленс работа му е во регрутација, и рековме те молам, обучи ги луѓето за се што треба да знаат за регрутација. За утре, кога ќе отидат на интервју за регрутација, буквално да бидат спремни, бидејќи има многу позиции кои што се само во регрутација. Сега убавината со регрутација е ако HR може да работи нешто фриленс, тоа е фриленс регрутација. И се надам дека знаете дека тоа е многу добро платен. Значи може да се договорите дали по процент од плата на тој што ќе го најдете, особено ако барате IT кандидати, дали по некоја си фи која што ќе го ставите, нели ќе наплатите паушал. Значи регрутацијата е буквално оној дел кој што ако некаде сте вработени како HR менеджер или асистент во компанија, на страна од тоа можете да работите фриленс регрутација. Значи една додатна вештина на страна од вашата класична работа, исто како што маркетерите можат да работат на страна за клиенти social media, вие можете да работите регрутација. И затоа го направивме во ваков тип, во ваква форма на курс, каде што буквално ќе научите се што треба, и затоа е 2 месеци, бидејќи не може да се научи за 5 часа или за 5 дена, треба еден подолг период за сите аспекти да се поменат. И сега нешто што ставивме оваа година, гледаме дека многу области бараат за HR-ите да имаат работно искуство. И нешто што, нели, како ќе имаат работно искуство, кај ќе го стекнат кога они се на академија. Затоа опционално, значи не е задолжително, меѓутоа за луѓето кои што се на втората програма, SHRM акредитирана плюс, опционално е доколку сакате, може да земете плюс и флексибилна пракса, значи и да ги поминете овие неколку аспекти на презентацијски вештини, кариер коучинг и регрутација. За да стекнете некој искуство,
кое што може да го ставите во вашето CV како веќе стекнато искуство. Пак ќе кажам, ова е опционално, меѓутоа некоја опција што ви ја нудиме за да ги стекнете тие вештини. Фриленс работа, тоа не е јасно, валидирана диплома, ЕУ диплома со ЕКТС кредити издаваме од 2017 година, и многу сум горда на тоа, а исто така и американска SRM диплома. Ова се некои од надпреварите за вработување, а јас сакам да ви покажам чисто како изгледа надпревар за вработување. И еве еден фидбек, значи ова е од Office People, еден фидбек до ова го има буквално испратено до сите студенти, каде што им дава и фидбек на самите задачи. Значи имаше неколку задачи, 5 задачи, и вика добро е направена. Задача 2 позитивни аспекти, препораки за подобрување. Задача 3 одлично сработена, задача 4 одлично одговорени и задача 5 така натаму и така натаму. Меѓутоа ова, значи тоа сега да кажам, самите надпревари за вработување вас ви даваат и можност за учење на реална задача од самите компании. Значи, некој што го видел ова, нели, следен пат нема можеби да ги направи тие грешки или следен пат ќе направи подобра задача. Така да ви покажам еден надпревар за вработување, еве како изгледаше со Flex Credit. Значи, објаснување за самата компанија, позицијата беше асистент за човечки ресурси и требаше да ги одговорат задачите. Значи, задача број 1, каде ќе ги барате клиентите, како ќе го привлечете вниманието, како ќе утврдите кој е талент, кој не е. Задача 2, направете листа од 10 фактори за мотивација, изберете 3 фактори кои се најзначајни. Задача 3, наведете ги институциите во државата кои вршат контрола и надзор на работењето на компаниите во делот на почитување и така натаму. Задача 4, 3 софтверски решенија кои што помагаат за ефективно работење, листа за планови за мотивација и вработени по месеци, значи ова е всушност план за ангажираност на вработени. Добро, продолжува. Задача 6, листа за бенефиции, ова го учиме на предметот финанси. Задача 7, оглас за оператор во контакт центар. Задача 8, пост за ВЦ на женска трка, employer branding, имейл за честитирање на роденден и така натаму. Меѓутоа чисто да видите како изгледа едно техничко интервју на еден надпревар за вработување. Сега, значи во овие, всушност во овие 90 дена, како што кажав, организиравме 35 плюс надпревари за вработување. Не се само во HR позиции, значи дел се маркетинг, дел се програмирање, графички дизајни и така натаму. Што после академија? После академија имаме плюс мега курсеви, кои што се всушност видео курсеви кои што можете да ги превземате, да ги изгледате по завршувањето на академијата и кои што имаат одредени аспекти на лидерство, предприемништво и успех во кариерата. Зошто? Да се навратиме на кариерниот пат. Вие можеби ќе започнете како HR администратор, меѓутоа можеби целта ви е да бидете HR менаџер. За да бидете HR менаџер, сега веќе не ви требаат технички HR вештини. Сега веќе ви требаат менаџерски вештини, лидерски вештини. Така, значи вештини за ваше лично подобрување, така, за само подобрување. Затоа треба да се фокусирате на тие вештини, затоа и самите мега курсеви се всушност направени да одговорат на следното ниво во вашата кариера. Ова се колегите. Јас го предавам перформанс менеджмент и делот со забрзаната програма, односно со двете академии. Давар предава тренинг и развој, регрутација и фриленс курс. Славица предава ангажираност на вработени, Елка предава финанси за човечки ресурси, Душан предава правни аспекти, Ана предава People Analytics, Розалина предава деловна комуникација и Снежана предава HR бизнес партнер. Ова се искуствата на студентите, ева Диана што ви кажав за првото работно искуство. Не знам дали имам Анила тука. Да, еве го човекот всушност работи Анила. Аријана, само да ви известам дека Анила успешно ги помина сите фази од интервјуата за HR и официјално ја прифати нашата понуда да стане дел од тимот. Ви благодарам за препораката, се надам да соработуваме и така натаму нели во иднина.
Тина беше исто така дел од Fast Track програмата, додека беше студент на HR академијата, работеше како продажен или sales specialist во Influencers Club. По завршувањето на академијата во истата компанија стана менаџер на човечки ресурси. Јасминка во текот на академијата исто така се вработи во Lidl во третиот месец од академијата. Навистина има инспиративни и приказни кои што пак ќе кажам, дали некој ќе добие работна позиција зависи од самата личност. Не зависи дури ни од компаниите, зависи од самата личност. Дали ќе ги стекне вештините да може да одговори на техничките прашања кои што се бараат на тие интервјуа за работа во областа на човечки ресурси. Нешто што исто така правиме во текот на академијата, што многу ми се допаѓа, е настани. Организиравме йога курс за студентите, визитинг предавања. Овие се многу убави настани во Нетавил во областа на HR, каде што покануваме гости, правиме практична регрутација, HR настани, крос хакатони со студенти од човечки ресурси, значи правиме човечки ресурси и UX, тука креира една алатка, така што навистина е многу убава академија да се биде дел. Јас секогаш викам, има две академии што секој човек треба да ги земе, независно што работи во животот. Едната е дигитален маркетинг, а другата е човечки ресурси. Дигитален маркетинг, бидејќи не може во 21 век да не знаеш дигитален маркетинг. За се ти треба. За себе промоција, за промоција на компанијата, за комуникација со децата, со колегите, значи мора да си писмен дигитално. Ајде така да го кажеме тоа. Човечки ресурси. Човечки ресурси е комуникацијата со луѓето. Никој не успел сам. Никој не може да биде сам. Менаџер значи менаџираш луѓе, така тим од луѓе. Така што две академии кои што секој треба да ги знае. Прво да бидеш дигитално писмен, а другата работа е да научиш како да работиш со луѓето. Како да комуницираш, како да ги поставиш за успех, како да се поставиш самиот за успех, како да креираш процес на дисциплина, како да ги мотивираш, да ги ангажираш, да креираш кариерен пат, како да ги вработиш, како да ги отпуштиш. Значи, мора тие работи за било која личност која што сака да биде менаџер, а не знам зашто некој не би сакал да биде. Мора да ги знае и да има познавање од областа на човечки ресурси. Добро, окей. Мислам дека тоа е од аспект на мојата презентација. Сега би сакала да отворам, имам уште 15 минути, би сакала да отворам можност за прашања, кој сака да постави прашање на некоја тема. Мислам нешто што зборувавме денеска. Дали некој има некоја прашање или нешто што сака да постави? Нешто што го интересира. Никој? Добро. Здраво, Бојар. Доколку не ви работи микрофонот, можете слободно да поставите прашање и во чат. Да, тие се вклучени во академијата во делот на две академии. Мега курсевите се вклучени исто така во академијата. Значи, се што покажавме сега се е вклучено во самата академија.
Мега курсевите се во втората и во третата, значи во SHRM Plus и во две академии. Додека две академии ги има плюс employer branding, coaching, напреден перформанс менеджмент, процесна дисциплина, деловна комуникација, лидерство, развој на жени лидери и HR баланс scorecard. И презентацијски вештини е плюс HR. Тие се во две академии. Во SHRM програмата, SHRM акредитирана плюс, се плюси модулите од мега курсевите кои што ги кажавме. Да, мислам дека тоа треба да проверите со Стојанчо. Знам дека со Факултетот за Југоисточна Европа имавме некој меморандум за попуст, ама слободно провери со колегата Стојанчо, можеш да се јавиш 071-214-849, така што можеш да... така, со мајка Тереза, добро. Може слободно да се јавиш кај Стојанчо и да провериш, бидејќи он е координатор на академиите. Повели Миријана? Би сакала да прашам, отприлика на академијата колкави се групите? Групите се од зависи, може да бидат од 10 до 20 луѓе. Минимум 10, максимум 20 луѓе. Часовите се онлайн. Дали имаме некое друго прашање? Да, нормално, значи фриленс курсот е ставен во четвртиот месец на академијата, веднаш по модулот регрутација, така што вие можете да аплицирате за фриленс проекти веднаш по завршување на модулот за регрутација, јас би рекла. Колку тука еве да речам се размислуваат за Академија за човечки ресурси? Може ли еве така јас да прашам некое прашање? Знам Миријана и Бујар дека се размислуваат, а за другите? Марија, Мелита, Теодора, Надалина. Дали се размислувате? Што е тоа што да речеме ви се допаѓа во оваа професија? Стефан, Весна, Валерија? Може би некој би сакал да сподели? Јас веќе се запишав. Правник, значи правник сум по професија, дипломиран правник, но немам искуство во тоа. Напоредно сега запишав, ќе запишам односно од септември магистратски, планирам и академијата, па ме интересираше колкава е временската рамка за да се најде после работа, после академијата. Значи вака, ние на надпреварите што ги организираме, ги каниме студентите што се во академијата. Значи, вие ќе добиете покана надпревари за учество и во текот на академијата, бидејќи не се сите позиции, да речеме, кои што бараат искуство, некои позиции се HR администрација, некои се HR специјалист. Значи, ние веќе по третиот, четвртиот месец, кога веќе нели некои основи ќе стекнете, почнуваме да ги каниме студентите да учествуваат во надпревари за вработување. Така што моја топла препорака е да се пријавувате на надпреварите за вработување и едноставно да го дадете максимумот од вас. Така што не сакам да кажам
бројка, бидејќи може некој да се вработи и во текот на академијата. Ние во текот на академијата веќе имаме надпревари за вработување, кои што се отворени за студентите. Така што можеби за некој е 3 месеци, можеби за некој е 6 месеци, можеби за некој е во текот на самата академија. Меѓутоа, активно работиме на тоа. Значи, еве, само денес да ви покажам, мојот LinkedIn профил, имам две компании кои што ни побара HR, препорака за HR администрација и кои што ги отворија, нели, работните позиции за нашите студенти. И им напишав, пошто ми пишаа студентите дека биле повикани на интервју денес, им напишав чисто, нели, да се заблагодарам за тоа што ги повикале на интервју. Ја баш ќе ви покажам. Така што од наша страна, јас би рекла дека работните позиции се отворени во текот на академијата, меѓутоа колку време Пак Или на крај колку- зависи од нас, нели, колку ќе... па така е, да. Така е. Само на момент да се логирам на мојот LinkedIn профил, па ќе ви покажам за две работни позиции. Дури немаше време да се организира за една компанија надпревар за вработување, меѓутоа сепак ги повикаа студентите кои што испратија CV, ги повикаа на интервју. И така бев и мотивирана, нели, всушност ми кажаа студентите, денеска бев на интервју во Атлантик група и затоа нормално и се заблагодарувам на колегите, еве, Анита од Office Plus, се заблагодарам за фидбекот, Елена, да фала ти за интервјуто, нели, Атлантик група, администратор за потенцијал, нели, ми Аријана, така натаму ми пишуваат дека има отворена позиција, ја испратив до студентите и ја викам фала ти за интервјуто. Значи, не мора да биде, например, ова не сме го објавиле, бидејќи не беше надпревар за вработување, меѓутоа, сакам да кажам дека пак зависи од самите студенти. Јас ја испратив до студентите на HR, сите што завршиле позицијата од Атлантик група, само 2 ми испратија CV. Па сега од група на 15, група на 20 беа, 2 да ми испратат CV, тоа се 20 што бараат работа. Значи, другите не бараат работа. Затоа сакам да кажам, зависи од вас. Колку луѓе бараат работа и сакаат да променат кариера. Јасно, да. Па и со Бојана, мене конкретно Бојана ми кажа за искуството, пошто со неја комуницирав, видов што претходно се знаме и она баш ми кажа дека доста брзо нашла работа. Да, и тоа она од преквалификација од МВР. Мислам, што Да, не е да. баш некоја сродна, сега ти си малце посродна правник, можеби Па така, ама правник сум, ама тоа што го работам не е баш воопшто поврзано, мислам, јас продажба работам. И затоа и мислам, како правник немам искуство, тази дипломирана сум, сега продолжувам, ама баш ме интересираше, нели, колку временски ќе треба. Да. Академијата е иначе 8 месеци, бидејќи предметот регрутација е 2 месеци, така што академијата е 8 месеци. Меѓутоа, значи повторно ја кажам, јас ги канам и студентите кои што се на академијата вклучени да учествуваат на надпревари за вработување. Сакам да буквално да стекнете вештини во технички интервјуа за HR позиции, затоа што тоа е искуство. Јас верувам дека самиот процес на вработување е искуство. Едно интервју, едно техничко интервју, друго, трето, веќе ќе знаеш. Значи, не може постоја нема утка. Има утка ако немаш искуство во процес на вработување. Меѓутоа, човек кој што отишол на едно техничко интервју, ви ги покажа задачите, слични беа и на Office People. Отишол на второ, еве сега оди на трето Атлантик група, ќе оди на четврто. Не може таа личност да не успее. Веќе била на 3, знаеш што се бара. Така, значи сега и така се стекнува искуство. Со самите надпревари за вработување се стекнува искуство. Порано имавме процес на праќање на CV-ја на студентите на компаниите и постоја прекинав. Секој што ни бараше CV, викам или ќе ни дадете техничко интервју, или CV нема врска. Знам дека нема да им ставите на студентите.
Значи, и така почнавме со техничко интервју, да бидам искрена, има огромен успех. Има огромен успех и самите компании градат релации со студентите на тој начин. Затоа што, на пример, Flex Credit презентациите беа во нивните канцеларии. Така, друго е еден што ќе испрезентира, ако е добар, ќе ти остане во сеќавање, а друго е само CV да видиш. Да, Така така е, пак физичкиот впечаток е многу поразличен. Многу е поразличен. хартија. Да, и многу е подобро, апсолутно. И друго е кога некој ќе те воодушеви, а друго е кога само, нели, така гледаш CV-то и окей, ај сега дали да го воопшто да го викнеме или не. Постакадемските мега курсеви дојдоа од идејата за следното ниво во кариерата. Тоа е Стефан искоментира и сакав да објаснам од каде дошла. Дојдоа инспирација од кариерниот пат. Значи, сакавме да креираме програма каде што не само што ќе дадеме вештини во текот на академијата, туку и кога ќе завршиш, што ти треба за да дојдеш на следното ниво. Ти требаат лидерски вештини, така, ти требаат друг тип на вештини. Сега веќе не ти треба технички вештини, тие си ги стекнала, ама сега ти требаат лидерски вештини. И така дојде идејата за креирање на тие постакадемски курсеви. Бидејќи, да бидам искрена, успехот на академиите не е само некој да се вработи или да започне со пракса. Јас сакам нашите студенти утре да бидат HR менаџери, HR директори. Бојана ја спомна Даниела. Бојана работи сега како рекрутер, мислам дека во Брансис, тоа IT компанија. Бојана помогна, значи правевме надпрва со нив, им требаше софтвер тестер, да направиме надпрва за вработување за софтвер тестер и дечкото се вработи. Игор се вика, човекот се вработи. Значи, која е таа врска, ама ако Бојана не била на таа позиција, не би можела да помогне за некој друг, така? Значи, затоа јас сакам студентите да бидат на високи позиции. Затоа што еве Анила сега, прво вчера ми пиша, Аријана, ќе имам нова позиција за ќе имам нова позиција за имейл маркетер. Анила сега што работи во американската компанија како менаџер на човечки ресурси. Прво што ќе ја прати, ќе би ја пратам на Creative Hub да организираме надпрва за вработување. Значи, еден што е успешна позиција, ќе помогне за некој друг. И така се креира тој, како да кажем, таа врска на студентите и алумните. Затоа мене ми е цел студентите наши да бидат на високи позиции. Најголем пропуст е што компаниите не нудат интерншип. Без да ти кажам дека за дигитален маркетинг интерншип, па ние имаме многу компании што ни бараат интерншип за дигитален маркетинг. Значи, дури еве Кристина, колешката, ќе се согласи. Кристина е иначе нашиот маркетинг директор. Исто така има големо искуство во дигитален маркетинг и се согласи дека ние имаме компании интерншип што нудат, нашите студенти не се превуваат. Пошто сите се научија некако на платени позиции и да бидам искрена, најмногу се бараат дигитални маркетери. Мислам, најмногу имаме, слободно видете ги преварите за вработување, најголем број се за маркетинг, не значи дека нема други. Значи, не можеме да кажеме не се бараат програмери. Нешто прочитав во Македонија сега на TimeMK, дека немало веќе IT. Како нема IT? Па ние имавме во задните 20 дена 3 позиции за фронтенд програмери, 2 за софтвер инженери. Значи, се бараат. Не може да кажеме дека не се бараат. Значи, тоа е некои си такви лажни вести што се мотаат. Меѓутоа, исто така, ако ги анализирам каде имало најголем број, од тие 35, може би 14 или 15 биле во дигитален маркетинг. И тоа морам да бидам искрена. Не значи дека другите не се бараат. 6 биле во HR, меѓутоа најголем број е дигитални маркетери. Дури имавме случаи каде што немавме што да понудиме, бидејќи се научија студентите на платени работи и сега никој не сака да се пријави за пракса. Меѓутоа, Весна, слободно, ако ти е потребна пракса, колешката Кристина може да ја исконтактираш. Нормално, нели, доколку имаш вистини. Добро. Дали имаме некое друго прашање?
сега исто така, значи да ви кажам дека ви го покажав техничкото интервју, не се толку обични, значи не може некој ми се случува, јас работам да ми кажа некој работам правник долги години или работам администрација. Администрација и правник не се исто како човечки ресурси. Луѓето мислат дека за тоа што работат правото сосема трета работа, или сега извини Даниела, меѓутоа сосема е различно дека одма ќе најдат и позиции за човечки ресурси. На човечки ресурси имат други работи кои што треба да ги да ги мастерирате за да можете да работите во таа област. Така што и тоа некако како таа стигма која стои во општеството дека ако сум правник исто е тоа со човечки ресурси, апсолутно не е. Мислам, може би помага во еден дел, дури не мислам дека правниците работат вработување, одјава и пријава на вработење, меѓутоа мислам дека е сосема друг сет на вештини кои што се потребни и кои што треба да се стекнат пред да се оди на тоа друга фаза во процесот на интервју или техничко интервју. Меѓутоа е добро, значи дефинитивно правник и да имаш вештини како правник е одлично, ќе знаеш каде да ги бараш решенијата за проблемите кои што се надам дека нема да настанат. Меѓутоа обламот или самата професија на човечки ресурси е нешто малце, мислам дека поразлично од тоа. Малце многу повеќе насочена кон развојот на луѓето, односите помеѓу луѓето, комуникацијата со луѓето, кариерниот пат на луѓето. Јас секогаш викам човечки ресурси како една професија, како замислете Холивуд филм и сега му го режираме филмот на некој на неговото работно место. Како ќе направиме да му биде најинтересно на неговото работно место, за таа личност никогаш да не си оди од компанијата. Тоа е улогата на еден менаџер на човечки ресурси. Дали имаме некое друго прашање? Добро, доколку немаме друго прашање, најпрво би сакала да се заблагодарам на сите вас што сте тука присутни и да се заблагодарам на мојата колешка што стана да ми помогна со прифаќање на студентите и со целосната онаа комуникација во чат. Навистина го ценам тоа. Да ви посакам убав остаток на денот, убав остаток на летото и навистина инвестирајте во кариера која што ќе ве прави задоволни, бидејќи нема цел да работиме нешто што не го сакаме, не ни треба. Ова е време на можности, време каде што секој може да биде што сака. Жалосно е во овој 21 век кога имаме толку можности буквално да работиме што сакаме и можеме да се пронајдеме уште 100 пати, можеме да сгрешиме уште 100 пати и пак да почнеме од почеток, да бидеме заглавени во кариера која што не ја сакаме. Нема зијан од учење, нема зијан од вештини, нема погрешна инвестиција. Погрешна инвестиција може да биде облак. Погрешна инвестиција може да биде не знам, нешто што нема да ми донесе пари назад. А образованието, едукација е нешто што секогаш ќе донесе плюс пари, бидејќи тоа е вашето знаење. Вие може да заработувате повеќе само ако повеќе знаете. Не може ако помалку знаете. Ова не може да ми донесе пари. Ова може ништо, само сум потрошил пари, сум изгубил пари. Никогаш нема да ги земам истите пари што сум ги платил за да го купам ова. Меѓутоа, ако имам вештини, нема да имам проблем кај да сум во светот, нема да имам проблем работа да најдам. Така што бидете во кариера која што ја сакате и многу е, вие сте најбитно да бидете сами се задоволни од себе. Бидејќи еден ден, ако не сте, секако не може човек да остане во нешто што
не е задоволен долго време. Може да остане со години, може да остане одреден период, меѓутоа евентуално некаде тоа ќе исплива. Така што вложете во себе во ова време и навистина цените се пристапни на 35 рати. Не само Creative Hub и други академии имате независно. Меѓутоа сакам да кажам, вложете во тоа, во самите себе, да си бидете задоволни од самите себе и од вашата кариера. Убав остаток на денот на сите, и доколку имате некои прашања, секогаш можете да ми пишете мене или на Creative Hub, а со тие што се пишале на академија, се гледаме од септември. Кристина, фала ти уште еднаш. Ви благодарам на вниманието, дечки. Само да напоменам, Early Bird понудата е активна во моментот. Контактирајте на слободно нашиот телефонски број, закажете состанок со нашиот координатор Стојанчо или посетете на директно во нашите канцеларии на Рајко Жензифов, Карши, факултетот, Градежниот факултет. Се гледаме, ви благодарам. Убав ден. Чао. Пријатно. Пријатно.